Додека поголемиот дел од кривопаланчани уживаат во благодетите на спортско-рекреативната патека во текот на денот, на други им е поинтересна во ноќните часови. Шегата настрана, велосипедската делница на брегот на Крива река одново беше мета на вандали кои што во средата успеале да сторат нешто кое е за секаква осуда. Двата контейнера за ѓубре кои што вообичаено стојат на десната страна на заобиколниот пат, спроти така наречениот Виолетов мост, овој пат беа на патеката. Луѓето од јавното претпријатие Комуналец ги поставија контейнерите на местата каде што беа претходно, а и полициските службеници се интересираа за вандализмот. Градоначалникот Арсенчо Алексовски, апсолутно осудувајќи го потегот на индивидуалци, нагласи оти поради нив се засрамува целата општина. И тоа за време на добронамерните обиди токму овој дел од градот да се пофали со лик кој ќе го подобри имиџот на Крива Паланка. Досега реализираните проекти и оние кои што се во тек, како и планираните, имаат цел во нив да уживаат сите од нашето место, а средствата ги обезбедуваме токму од ЕУ фондовите, со што општината се гордее. Првиот човек на градот апелира доколку некој ги видел лицата одговорни за вандализмот, да пријави кај надлежните служби. Оно што го направил нека му служи на чест, а ние понатаму ќе продолжиме да ги правиме убавите работи за општината, убавите работи за градот, но сепак ќе апелирам до граѓаните да ги пријавуваат до надлежните служби сите овие, би рекол, несовесни работи кои ќе ги направат некои наши сограѓани или било кој, за да може да го заштитиме она што е наше, она што е на општината, она што ќе го користиме сите граѓани. Еве со почетокот на изградбата и на Миньор коритото, односно на Кејскиот зид на коритото, со пропратните содржини кои ќе ги има, овој дел на градот ќе дојде уште еден градски парк. И затоа апелирам и повикувам до сите сограѓани да го чуваме она што е наше, да го чуваме она како заеднички наше, да го користиме на начин на кој ние што сакаме, но сепак совесно и разумно. Жителите на градот, како и гостите, секојдневно уживаат во благодетите на повеќенаменската спортско-рекреативна делница, без оглед на тоа кога, зошто, како е изградена, си го најде своето место во секојдневието на луѓето. Општина Крива Паланка тргна со реализација и планира интересни проекти кои што треба да придонесат за подобрување на условите, како и за модернизирање и за поголема функционалност. Кога веќе некој прави обиди за во нашето место да ни донесе квалитетни содржини за добро на сите, должни сме кон нив совесно да се однесуваме.